Денеска православната црква ги празнува Светиот Архангел Гаврил, свештеномаченикот Иринеј епископ Сремски и преподобниот Малх. Светиот Архангел Гаврил, благовесник на воплотувањето на Синот Божји. Тој е еден од 7 големи ангели што стојат пред престолот Божји. Тој му јавил на Захарија за раѓањето на претечата, предходникот и самиот за себе рекол: Јас сум Гаврил кој стои пред Бога. Неговото име Гаврил означува маж Бог. Светите отци, говорејќи за благовештението, толкуваат дека испратен ангел со такво име да означи кој и каков ќе биде оној што треба да се роди од пречистата. Значи ќе биде маж Бог, крепок, силен Бог. Некои дознале дека истиот Гаврил им јавил на Јоаким и на Ана за раѓањето на Дева Марија и дека тој го поучувал Мојсеја во пустината како да ја напише книгата Битие. Светите отци мислат дека Гаврил припаѓа на првиот и највисокиот чин на небесните сили, тоест на серафимскиот чин, бидејќи серафимите стојат најблизу до Бога. Значи тој е еден од 7 најблиски на Бога серафими. Имињата на тие 7 се Михаил, Гаврил, Рафаил, Урил, Салатил, Јегудил и Варахил. На овој број некои го додаваат и Јеремил. Секој има своја посебна служба, а сите се рамни по чест. Зошто Бог не го испратил Михаил? Затоа што Михаиловата служба е сокрушение на противникот на верата Божја, а Гавриловата служба е благовестието на човечкото спасение. Спаси Единородни Сине и Слово
плотити сја од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи, един си свјатија Тројци, спрослављаеми Отцу и Свјатому Духу, спаси Свештеномаченикот Иринеј, епископ Сремски, се мисли дека бил словен и дека пред епископството бил женет и имал деца. Пострадал за Христа во времето на Максимијан. Во времето на тешките мачења, неговите роднини стоеле околу него и плачејки го молеле да се поштеди себе си и нив. Но овој прекрасен свештеномаченик ги љубел повеќе раните за Христа, отколку сите блага на овој свет. Во истото време од проб пострадале и еден бавчанџија во Срем, Серен и Арв во Регија. Бидејќи Иринеј никако не сакал да се одрече од верата, кнезот Проб наредил да бидат фрлени од еден мост во реката Сава, каде што овој пастир на стадото Христово завршил и се преселил меѓу граѓаните небесни. Чесно пострадал во 304 година. Преподобниот Малх. Малх бил земјоделец од близината на Антиохија. Од младоста го управил сиот свој дух кон Бога. Арапите го заробиле и го присилиле да земе за жена црнкиња, но тој и неа ја привел кон верата Христова и поживеал со неа како брат со сестра. Се договориле и избегале од робството. Но арапите за малку што не ги стасале. Тие се засолниле во една пештера во која виделе лавица со своите млади и се уплашиле. Но Бог ги сочувал. Лавицата не ги повредила, а заклала еден араб кој сакал да влезе во пештерата и да ги фати бегалците. Стигнувајќи во своето место, Малх ја дал својата жена во женски манастир, а тој отишол во машки. Проживеал многу лета подвизувајќи се и се преселил меѓу небесните граѓани во 4. век. Поуки од светите отци. Да се биде блиску или далеку од Бога зависи од самиот човек, затоа што Бог е насекаде. Свети Јован Златоуст.